15! Добро вечер, драги гледачи. Еве, повторно сме во нашата дебатна политичка емисија и како никој пат до сега сме успевале да ги демантираме сите овие што зборуваат дека актуелните челници што ги водат партиите избегаваат дебати и избегаваат да се појавуваат на политички емисии каде што може да се поставуваат отворени прашања. Еве, ја како никој пат до сега ќе ви докажувам дека тоа не е тачно. Еве, они инсистирава дека само ја можем тоа да го направам и како што сте сведоци во оваа емисија ќе ги соочиме представниците на двете најголеми партии спротивставени со мишлење и агитанти за политички функции и лидерство во Република Македонија. Ке бидете сведоци на еден интересантен разговор, каде што секој ќе има можности да си го кажува своето мислење, да ги бранува своите тези и да ги одговара на моите провокативни прашања и еден на друг да се соочуваат со аргументи. Инаку ќе продолжиме емисијата и темата интересантна што беше од пред последниот пат, што се однесува на безбедноста на земјата. Па за почеток би сакал да ги поздравите и вие нашите гледачи. Добро вечер. Добро вечер, кажете ги. И ако може да продолжиме со разговорот околу безбедноста, па првото прашање би било докаде стигнавме прошлиот пат? Па јас колку што се сеќавам добро до Индија. Мислам и после тоа не истече времето и заврши емисијата. Точно, минатиот пат стигнавме. Слободно продолжете. Па значи Александар стигнал до Индија. Добро. Тоа е тоа. До Индија. Тоа се факти. Очигледно. Тоа се факти, мислам, немаше од тука. Тоа е очигледно. Тоа историјата го каже. Слушај, Александар стигнал до Индија. Ај ти се молам, кажи му на детството више да завршат со тоа антикварницата више, нека затворат таму. Нека намо Бугарија зборуваат историјата, да оставиме на историчарите, да се посветиме ние на денешницата. А види што Моамед се прават, Александар пак до Индија, до ваму стигнал, до наму стигнал. А они се заслепени со тоа антикварница, бе. Още од времето на Самуил се заслепени. Ја не знам што да... Чека малце, извини, заврши? Да, Ај кажи му ти на колегава сега дека се тоа факти и дека не може да бегаме ние од текте. Што е? Само полека. Факти е вестник, бе. Тачно, тоа факти е вестник, не, тоа е тачно, али фигуративно тоа се мислам. историски факти, јасно, тоа мислам дека не ми врти со темава. Сега да не правиме, ако правиме муабет, да правиме муабет. Само ви се молим, ова е пак озбилна емисија, да го задржуваме нивото, само со смируван тон. Гледаш какво е нивото, батка. Добро. И што ми, како бил за Индија, да го се држиме? Па така бе до Индија, бил, значи, Александар бил до Индија, значи бил Египет, бил Пакистан, Макистан, таму и стигнал до Индија, човек. Пакистан нели најдоа македонско село? Нели од Пакистан беше тој таму, што е принц тука, што ни е рода? Ау, да, имаше. А не може да бегаме од тие работи, ви се молам, мислам. Ајде сега. Што ќе кажете вие за овој принцот? Што да кажеш? Што да кажеш? Јас сакам да кажам, дај више еднаш за сегаш. Нека кажат докаде е наше, да го околчиме, да знаеме. Тук се колците, да го ставиме, да го пишеме у катастар и више да не занимаваме со антикварниците, него да свино лепо дај за будуќност утре за децата да расправиме што ќе учат, што ќе работат. Како да збориш за будуќност, бе? Кој да збори? Вие ли ќе зборите за будуќност, бе? Па ние сме тие што сме патриоти, бе. Вие сте на 6 столици седите. Ние сме тие што ако треба за оваа држава, треба да се изгине за оваа држава, ако треба ќе умреме за оваа држава, бе. Добро, ако треба да се гине, мислим сите сме спремни да гинеме, али треба да се обезбедат услови да се живи, не само да гинеме вака, мислим за државата. Батка, ворете го, колегата го спомнуваше катастар, за катастар сте експерти сите, мислим. Чекај малку да ви обяснам сега, значи бил до Индија. Сакам да ви кажувам дека ова што вика до Индија да се заколчува, да не се води во тој правец работата, затоа што па ако го колчиме Индија, па вие знаете ли колку ќе падне цена на квадрат? Па кој ќе го копа тоа? Некој треба да го работи, богати. Па немојте така сега во Индија ќе се. Целата берза ќе се расипа. Па берза која спомна, што му е целта? Што му е? Ним се му е врзано со бизнис. Си викат, патот од тука до Индија ќе го асфалтираме. Знаеш ли колку има за лапање тука? Добро, немојте вие да го гледате. А што нема да има потреба од катни гаражи? Што правиме сега? Да. И што се? Паркинзи ќе се како? Тоа е тачно. И што ја ќе паркирам колото во Индија и се враќам тука на работа, така ли? Па не можеш, не мораш пешки да идеш.
Има меѓународен превоз, мислим, ќе земеш со рейс можеш. Али добро, немој да не го делиме. И мислим стварно во погрешен правец. Не е погрешен правец, само да сакам да ви објаснам сега. Битно е што сака да кажуваат. Мислим дека со историјата многу се занимаваме, а треба малку да се гледа у будучност. Знам дека ја тие будучности се решаваат и со работа, со просперитет и економија, развој. Али да продолжиме тука кај Индија. Чекай да ви објаснам нешто, значи, овие работи не случајно јас ги кажувам. Чекай се, он има измислено ново нешто. Преку Индија осте се, види се, тоа е да ве вола малце култура сега, да не се упаѓаме сега. Има ли муабет или нема муабет? Видите, да ви објаснам сега. Значи, не е само ти осте што ги правиме ние овие муабети за Индија. Значи, имаме ние еден адут што го чуваме и што е клjuč за решавање на целата оваа ситуација, сите проблеми што ги имаме и со Грција, и со Европска унија, и со НАТО, и со свет. Адут имаме. Значи, Македонија не била до Индија. Вие имате клjuč, грците го имаат па француски клjuč. Абе, осте, слушаме сега да ви кажеме, нека слуша и тој тамо. Слободно нека слуша. Слуша. Значи, Македонија Тоа е француски клjuč. Не била само до Индија. Македонија била до Филипини, батка. Тоа го откривме сега скоро. Како бе? Па Филипини. Од кај името? Филипини е од Филип. Значи Филипини, острови. Значи уште пред Александар Македонија била до Филипини. Ама и за татко му не му го препишувал тоа, па ние Па не му го препишувал за тоа таму. Чекај бе, па тоа со островите ове на средина на океанија. Па како стигнувал? Па како стигнувал Филип таму? Чекај бе, па со коњи иделе, нели до таму? Со коњи иделе до Индија, а после тоа како у море како? Па со морски коњи бе, батка. Како? Како бе кој морски коњи? Па со морски коњи бе. Знаеш колкави за балкански се морските коњи? Да бе, дека овој многу шетам видел колкави се морски коњи. Ама не, што ако се мали и јапанци се мали, Јапан па види што сакат брат, немој да имате комплекси ни од мали. Чека да ви го објаснам. Филипини, башка сега, од наша партија имаше 2-3 беа на одмор тамо. Со еден мој комшија Цевка. Заедно. Се симнале луѓе на аеродром. Стварно? Прошетале, ми се уват, вика како дома ме вика бат. Зашто? И па плоштадот бил коцка. Исто као нашио. Така да, јас нека се смее овој колку сака. Значи, ако викаме ни Индија, значи само со историја, со историскиве факти ние можеме да решиме оваа цела ситуација, бе, батка. Добро, ја би само би кажувал, од толку многу што се бавиме со историја, може да останувате без географија. Мислим, мене ми е за вас, не, ја ќе се снајдувам него. Драги гледачи, повторно бевте сведоци на оваа интересантна дебата и продолжете да не гледате во некој друг емисии од областа на забавата. Пријатно. K15!